Морам да ви признам, драги мои, дека кога се одговаравме со Маријан да ја снимаме емисијата, ми рече мораме задолжително еден дел макар од емисијата да посветиме на нешто што дома онака си го направив како моје катче, си направи едно стаклена витриничка, ама сега дознаваме дека ова е благодарение на сопругата. И мора да спомнеме сега. Точно така. Ова се дел од медалите што се освоени од мене, од мојата иднина, тоа е синот и двете черки. Па, значи заеднички се медали, не се само твои, да разбереме. Не се само мои. Па баш како сум информиран дека и бидејќи нема место, сите медали не се ставени, значи и мало уште 20-25 медали ќе што стојат на друго место, али ако треба и тие ќе ги извадиме, али мислам дека е доволно и ова. Слушај, па и гледам ова во едно катче, тука карши директно диагонално има уште едно катче, невеста може уште едно вакво да среде, па тага и распоредиме и тие сите заедно. Па чекаме да освоиме уште нешто за да може и тоа да го исполниме како што треба. Го чекаме Димитар сега за викендот да освои златен медал, нели, на државно. Точно дека сега во недела имаме државно првенство за сениори, покрај Димитар ќе се направи и Благица. Благица ќе освоја, за Димитар ми е малце сумњив, ама за Благица не сумњав. Па се надевам сега, знаеш како е борби, сето сега помалку се спрема отколку што покажува, нели бидејќи реколме дека е сега дел. Слушај, морам да те признам дека пак колку толку имаш среќа. Јас убаво ти ги чуват медали, признани и ред други работи. Моите дома ги фрлат. Внуките си играат со нив. Вака се, точно е, секој човек се гордее со неговата иднина, што поминал во животот, значи кај мене медалите беа на друго место поставени кај што една ден сопругата ми ги крена медалите. И почнав да се лутам, кажат. Да ми ги вратите медалите назад. Реков, значи, ова е мојата иднина, така, јас за ова сум се потел, сум се борел. Стој ти вака сега, стој. Бев доста изненаден кога еднаш ти дојдов од работа и видов што дома, без да знаме ова, сето го порачале, вишле, знаеш, по овој интернети. Морам да кажам вака, значи, спортист на годината 2018 Благица Колева. Пехарчето. Да. 15 години Маријан Колев, джудо клуб Кожувче. Да. Доле што видов ова што ти го донесо признанието на прославата од 15 години. 15 години. Признание за најдобра организација на... И доле има еден джудо тим Кожувченка, 15 години исто. Точно тоа е од подпредседател на Джудо Федерацијата, што е собственик и газда на фирмата Раде Кончар Скопје. Благодарност до нив. Искрено имам доста признанија, дипломи, али витриничката е доста мала. И сега вака да прашам, овдека се само златните медали? Да, тука се златните, тука се сребрените, доле се бронзените. Бога, машала. Слушам нешто од таа страна, вика бронзена че има уште едно, злато че има уште едно, па и сребро. Ако не се лажам, ако не ме лажат мене моите предпоставки. Значи, пак ќе кажам, значи, од нашата тимска работа и од нивното залагање, значи сите што се залагаме на тренингот, на крајот иде до успех. Слуша сега, премалку кога говоревме, ти ми кажа една работа. На младите светот останува и се им препуштаме, така? Точно. Може ли сега и микрофонот да ми го препуштаме на помладите? Точно е, али пак и кажав и без тајата не се може, ради тоа што јас кога реков една ден доста ми е, пак ќе кажам тимото околу мене, не шефе остани, мајстор остани, ни требиш тука. Ја не сум твоја тим, ја те викам, не, ни требаш тука биде ни удружство, ама пред микрофон више јок. Точно. Да се ви здрав и жив, благодарам. И да се гледаме само за убави работи. Може би кога ќе направиш втората комодичка со медали, да не викнеш па да се направиме да му се надеваме. Една благодарност за вашата телевизија, што еве направиме една емисија. И мислиш што ќе остане да се сеќаваат и сегашните и идните генерации. Точно така, точно така.
Одеме понатаму со Ла Фамилија, бога ми, јас ке речам, богата фамилија со медали, со пехари, ги видовте во претходното издание пехарите и медалите, ке ги видите. Пак, меѓутоа, дел за тие медали, поголем дел, нормално имаат и наследниците на Маријан Колев. Јас ке тргнам поред. Благица, добра ли си? Супер. Супер. Благица Колева, државен првак. Да. Се уште се државен или? Па ваа година помалку се паузирам ради проблеми со колената и Имаше ти сериозен проблем, Да. имаше оперативен зафат. да, Колку паузираше? година време. Искористи короната за да паузираш на некој начин. Да. Меѓутоа, сега негде видов, забележав, а и бев информиран, пак на последното екипно ли беше? Не е државно. На последното Државно државно, за јуниори. пак се качи на пиедесталот. Да, да. Женско, од кај ти како девојче во џудо директно? Или не беше директно во џудо, претходно со некој друг спорт? Не, директно во џудо. Така, Таткото ми кажа, почнал со џудо, меѓутоа активно се бавил и со ракометот. Сега у твое време женски ракомет нема кавадаци да се пробаш и ти во ракомет. имаше екипа, требаше, ама се растури и ништо си Зборимо за остана. кабрана балажа? Па не знам как се вика. За кабрана балажа беше, да. И директно во џудо отиде. Да, си остана. Самостојно, мислам, сама сакаше џудо да Па, тренираш да. или имаше влијание тата? Не, не. На почетокот, мада и сега не, самоволно. Се тренирам кога можам, како можам. Го водиме клубот заедно. Заедно? Мирно. А имаш план да полагаш и ти за тренер? Па, со Господ напар, ќе видиме. По план е нешто. Кажи ми вака, со колку години почна? Со 8 години. 8 години. Да. Беше ли ти дел на сите балканијади кои што беа организирани у Кавадарци? 4. Па, што беше последното, да. Последното, и тоа мораме да го кажеме, ама пак ќе повториме. Ти беше кадет, Да, се борам. настапи во сениори Да. и стана вице шампион на Балканот, Да. не се лажам. Така? Се сеќам на тоа, бидејќи ако не ме лажи мене меморијата, а ретко ме лажи, јас го снимав со камера, бев и камерман тогаш. Почна со колку години? Со 8 Со дена. 8, да. Добро. На оние училишни надпревари земаше учество Да, во да. репрезентацијата на Да, училиштето? да, да. И таму. Сега таму морам да те прашам, таму си можела и во друг спорт. Кога има училишни надпревари, учествуваше во некои други спортови или? Па искрено не. Не се сака. Ти, Не, не ме влечеше тоа. Ама ти не карате, да речеме, туку џудо. Не сум ни помислила да сменам нешто. Море. Заврши средно? Да, средно стручно. Гимназијата Добар Даскалов. Шо смер? Правен техничар. Правен техничар. Да. Што значи тоа? Не ми е јасно тоа правен техничар. Жити мене. Па после може да се уча право, безбедност, после може за адвокат, обвинител. Ама ти најверојатно ова второто со Ма ни, безбедност нешто. ни двете, ништо. Ни двете? Ништо. Тато нешто не вика, ајде, ќе има нов курс за полицајци. Не ме влече таа. Не те влече, шо те Не. влече? Германија. Како ме жена, Дојчланд. Да. И еве ти поидиш во Германија, млада. Што ќе правиш таму? Ами ќе учиме, ќе работиме. Што ќе работиш? Ами има. Имам еве пријатели со деца на твоја возраст и велат две работи вика работе. Од сабајле вика у Да. кафич, поручок вика у бутик. Па да си исполне времето и онака нема што да се прави таму. И зошто тука две работи не земеш да работиш? Не може тук да работиш. Зошто не Работи можеш? не е тоа. Зошто не можеш да работиш од сабајле, што знам, шанкерка во кафич, поручок у бутик ќе продаваш. Не се дозволени толку правила така што се таму горе. Тоа е проблемот. Па што таму горе, и таму си, како се вика она, со пробна виза, Со туристичка виза, виза, да, нели не е омна работна.
Очекуваш да те викнат во Германија или? Па сега планирам да одам летото. А со джудото? Ами, пак продолжим, ама ќе се вратам. Се вратиш? Не го оставам. Добро. А таму во Германија ако има нешто джудо, некој клуб во она? Па, кој има некоја понуда, може се потренирам. Чисто, Нешто чисто, само тренинг. да. Ми кажа таткото дека джудото е олимписки спорт. Да. Ти си едно, ај сега нема да викам најдобро, него едно од подобрите во твојата категорија се оние постари. Што си сега, младинец? Сега сум јуниорка. Јуниорка. Последна година, после сениор. Значи, во твојата јуниорска, па макар и сениорска категорија, ти си едно од подобрите. Зошто да речеме, имале шанси со малце понапорни тренинзи, малце посветеност, па што да во блиска иднина не мора на следната, на некоја наредна олимпијада, Па да, ако се тренира понапорно секоја ден. тоа кога се вратиш од Германија. Да. извини. Ако се тренира понапорно, може да дојде до многу голем успех. А, Сето зависи пак од мене, да речем. Има ли во твоја категорија, вие сте таму како по келажот, нели? Да. Има ли во твоја категорија квалитетни джудистки во Македонија? Искрено не. Значи, Сите тромови. Не. значи едноставно имаше порано на радио кавадарци, одеше династија на кавадаречки начин, имаше еден израз: зако си фаќаш, од земја трачаш. Така и ти изгледаш, што се такви противниците. Ами, Чека сега, ако кој место освоеник? трето. А зошто трето ако се овие Мора се потоа? толку да задоволам. Зошто? Ова Имаше пат пак толку, почувствува со проблем со колената, колената. да. И ради тоа. Сега бе натпревршен девам дека чуем малце погоре. Зборуваме за сега во Сега, недавно да, државното. да. Добре, ја реков во тебе не сумњам. Димитар ми е малце сумњив, ама се надевам и тој ти сребро злато, а и тој сребро злато сега. Се надевам. Да бидете задоволни. Да. Е сега додека ти си се уште активна, малце не е заради мрза, него заради обврски кон училиштето, Анастасија. Ти учиш у Битола? Да, во Битола. У Битола. Она има проблем, сака у Германија доде. Дали тоа и за тебе важи или? Па не знам, че видиме Што учите у Битола? за сообраќај. Техничар за патна сообраќај. И кога ќе завршиш, што ќе бидеш? Па можам полицај, можам општината за паркинг. Можеш овие инспектори за Да. сообраќај што се маша. Се е нешто поврзано тука со полицајца, но ева, владица не ја влече. Предпоставам дека и тебе не те влече тоа, ама нешто ова со сообраќај ќе видиме. Кој да може би и ние директор на паркинг за кавадарци, замисли. Ништо чудно. И после лесно си ја паркираш ти колку од Германија што ќе ја донесиш, ти ја паркираш кај сакаш. Без Досlovно се проблем. без проблем. Анастасија, ти од колку почна со и ти почна со джудо? Да. Директно на джудо или Не, јас претходно имав одено на некои други така Што спортови. спортови? Па не знам, балет, нешто така играев претходно, али да ти кажам искрено и личи така за оние модерни танци. Претходната моја гостинка што има во една претходна емисија, исто така почнала со модерни танци, па со карате и на крај завршила со бразилско џиу-џитсу. Преку спасување на плажа, спасител, лайфгард, како се вика тоа. Имаше некои успеси во во балетот. балетот, модерните Не, танци там не бев многу повеќе на джудото. и джудо од колку почна? По 9-10 години така нешто. И до кај стигнавме? Па не знам, до 15, после тоа престанав и почнав во Битола. Добро. Ама скроз престана или? Па Има шанси да се вратиме пак. Па што има се вика? шанси да се вратам после школа или така кога ќе завршам, али сега за Сега во летниот период кога ќе завршиш со школото, и слушам имате у фамилијата нов тренер со лиценца, па може да те викне у клубот да помогнеш. Бидејќи Благица ќе замине за Германија, сега ти ќе мора да помагаш, да менеш, не за друго. Јас се запнав за Германија и знаеш што да правам. Битола ми кажаа дека немаат джудо клуб, имаат приватен. Не знам ти колку се расплаша. Мислам дека има. Мислиш дека има? Да. Добро. Ништо не е. Меѓутоа, сепак, во Битола се поидена да учиш и нормално, че се учиме првен, па после, ако има време за джудо, здраве Боже. Кажи ми,
И ти почна да тренираш заради другарки, пријатели, роднини, такви работи или чисто онака сакаше джудо? Па не, ги гледав така нив и ми беше интересно. И што си ги ја да пробам, може? А памтиш и првата борба? Што се имала? Памтам. И? Па памтам Обично сите викат првата борба изгубиле. па ти да, рече изгубил. И јас, Изгубив и јас, и јас. И ти исто. Ама второ место земав. А добре, он освоил второ место. И јас. Тогаш бил вице шампион на Македонија. А И ти? јас освоив второ место. А на прва борба, мислам на прво излегување на Да. тартан. Кој ти е најголем успех? Второ место. Но ти се нема многу надпреверувано. А второ место на државно? Да, мислам. На државно. Така и с тебе не те прашувам, освен ова Балканијаната, има ли некој друг поголем успех? Не, за сега е тоа. Понатки би требало да има. Добро. Да се запнеме за да Јуниорки сте, тука сте, значи млади сте до прва, меѓутоа, ета ти викаш дека не го оставаш. Анастасија вика, кај ќе завршиш со школото, може, зошто не, како вика она, нема што да работиш таму, па чојме на джудо, нема што да работиш у кавадарци, па чојме да потренираме малце. Сега у модерно време, па со овие стримови, ќе го клучите стримом, Благица у Германија ќе ве гледа как се борите. Ако победиш ќе ти свале, ако изгубиш ќе ти искритикува. Има ли твои медали пехари, имате ли ваши наум? Мои медали има. А пехари, тие Твоите? се повече. Не таки моите таму се. А чека се, твоите ние најгоре или е најдоле? Тие што е првиот? Да, тие го видоме, тие е за спортиста годината. Да, тие ми е и медали. Ама и ние третите се. Оние- Признание кај што пише. Не, правих мојата од видовија се бронзани најдоле, за тоа прашувам. Има и таму некој мој. Има нешто, добре, Да. од последното е бронза, не? Да. Значи, таму е негде. Морам да ве прашам, во слободно време, ако имате воопшто слободно време, сега нормално ти учиш, Благица гледаш што би работела, како би работела, понудите од Германија, не? Што работите у слободно време? Само не ми ихте дека излегувате по кафани, по кафичи, тоа го знаеме. Нешто друго вака, некоја книга да не фајм да изчитате. Тешко. Тешко. Те се тешко. Телевизија, нека филмче. Не филм ги Тоа може гледаме. да, по дома нешто кога скренеме. Да. Помагаш и при готвење. Да, Сигурно? да. Да, она најмногу помага. А ти? Па ја не толку многу. Сега, она, ако готве, тогаш ти ќе земеш Па да. прво смукалка. Па јас тоа. А Димитар? Димето тешко. Се, Димето тешко. Кој праша го за Димеците, за Димето тешко? Че видите ви Димето наскоро, која ќе обезбеде норма за Олимпијада, тојаш ќе викаме ни Димето тешко. Што уживаш да готвиш? Па се. Се. Да, А знаеш се? Да, не им представува проблем. Не сите желат Сега вака ќе ти кажам, гледам татко ти постојано објавува слики од вилата на езерото, па таму нешто рибички, јагненца, бишенца, прасенца. Ти ги правиш или он ги прави тоа таму? Не, мама. Мама. А он не чепка ништо. Он така На маста да седне и да си јаде. Не, да уз си пие. нешто ќе помогне, после заедно се седнува на маста. Заедно. Добро. Омилено јадење? Нема многу. Ба, не сум ги прашувал другите до сега, тебе првата прашувал, за тоа. Може... Е така, Цезар. Ама, суфлират. Вие некој театар Или што пилешко работел за... кари, така нешто. Блаже, со тебе ли снимавме онаа пилешкото со ориз? Не, на Јасмин го снимавме Темков. Темков. Чире. И нема омилено јадење мој пилешко со ориз, кога се запна. Зошто мој пилешко со ориз? Затоа што кај што игра во македонска каменица, само тоа му доварно јадам. Затоа сакам да те прашам пилешко со кари тебе тука сам. Ти, што си ручкаш најмногу? Благо. Леле, моја крвна група. Тоа е најдобро. Што си потивнуите? Сокче. Сокче. А вака кај не ме гледат? Не, Пивце, винце? Не, тоа ги то граница. Ти пак спортисти се пазиме. Тоа е политички одговор, тоа е таман.
Ама винце, пивце, нешто Ми така жестоко малце, да. штокче, конјаче, винјаче, джинче, тоник. Така. Така нешто. Сега не смеат да лафат, имат полицајец у фамилија од онаа страна седе, гледа само вака пра, па и мама од онаа страна вака пра, ама тешко на нив, ќе видиме. Морам да те прашам, тебе те прашав за конкуренцијата каква е во Македонија. Кажи ми, тешко ли е во Македонија да бидеш женска спортист? Сега ќе ти кажам само, ќе ти објаснам зошто те прашам. Раковет и така, женски. Кошарка никако да ни тргне. Фудбал се по 10 гола ни дават. Джудо, карате и така. Вие поединечните спортови некако девојките ги лечат. Тие што ги викаш сега ракомет фудбал, тие се тимски. Вака ти мислиш што треба да направиш. Фактички успехот е твој. Не е на цел, мада и на цел тим е, ама повише е успехот твој. Да имаш ти од овие стипендиите? Да. Значи ти беше, баш заради тоа прашав, сега ми текна, пак го видов Пехарот, спортист на годината. Колку тоа значи, му значи на еден спортист да му подкрене духот? Па многу. Значи Според му мене дава многу. Да, стимул. еден стимул. Имаш оден на оние камповите што ги организираше Сојузот на спортови на Македонија, односно Сојуз за училишен спорт на Македонија. Не, на тие немам. Тоа фактички е на училишен што Да, е. на училишен спорт, нели, обично предпоставам дека ти и основно и средно. Не средно немаш, само основно. Средно немаш. Средно не. А основно си освојаше први место. Да. И Имав отидено еднаш. знам дека на крај на годината за Да. тие што се први места, Да, обично се оде. организираат кампови. Ти не си бил на такви, да не те питам тебе, така? Добро. Кога би можела, Анастасија, сега да бираш, дали па би одбрала од джудо или некој друг спорт? Па джудо. А оти не стрелаштво, например. Па не знам, тоа не ме привлекува. Елегантно, си да имаш пушка, се пукаш. Ако ти е мирна раката, ако ти е прецизно окото, кој знае каде. Ево во стрелаштво, обично, баш во стрелаштво девојките, имаме и тројна олимпијка во стрелаштво, лесно може. Тагице, ако викнат иди утре за Германија, заминати. Заминав. Спремни ли се документи? Спремна се. Се ли е спремни? Да. Добро. Дали има таму некој што се крие зад вакво? Де да го викне, дали ќе го појача, дали ќе ја појача фамилијата Колеве тука или нема да ја појача? Инако човекот работи, ако сите вика дека ништо не работат, детето си работа, така да не можеше одма да не се приклучи. Исправно. Исправно не ли? Да. Диве, добар ли си? Супер. Честито тренерската лиценца. Фала. А испофалија денеска твојата нова лиценца тренерска, обврска плюс ти да на тебе. Да. Зошо? Зошо баш ти? Оти благите не е речо, тој ти да полага за тренер. А мамо дивето бил срамлив, ми викат. Работи сега со дечиња или? Да. На која возраст е? Па има од 7 годинки па нагоре. Од 7 па нагоре. Да. Колку деца има? Околу 30. Браво. Во Кавадарци 30 во Росман. Одиш ли во Росман? Да. И во Росман, мислам, ти работи со дечки, така? Да. На последното државно детско сите освои медали. Да. Браво. Беше задоволен? Супер задоволен бев. Супер задоволен. Кажи ми ти мене на брзина, да не те чека работата намо, од колку годинки почна ти со По тренизи? 6 годинки негде. Ти од 6, она од 8-9, она од 9-10, татко ти од 8, ти најмал. Нема. Замуши ли те облече тато или Не, јас сакав да видам што како. сакша и што бих лер, Што мал мајле. бил чотек да го ишибаш нека таму фаниш, Да, тре. да. Тешко ли се совладуваат тие техники, нели джудо, тоа е Зависи. сепак техника. Зависи, јас лесно и совладав. Зависи колку имаш у главата. Да. А најбитно. Има ли талентирани Има. Деца Има во доста. клубот? талент. Има. Игнат Петров, Талентиран скроз. брат му, Исто. тоа другото шо му е братучето, шо му е? Уште еден Петров имате. Точно. Да, ама нема вртучи. Нема ништо не се во роднинска врска. Добро, имаш и сестри,
у екипата. Да. Добри ли се они? И исто праваци се. Слушам нешто, дали има мала повреда, ама Че помин. ќе помине. У Недла кој медал ќе освоиш? Обавезно злато. Што ти река, малце ме сумнив, ама тоа не, нема тука. Оно речи малце погоре од прошлиот пат. Прошлиот пат беше бронза. Значи сега сребро или злато. Он вика обавезно злато, ама ја ќе речем мај сребро или злато, реков, да нема расправи. И ти си бил државен првак. Да. За тебе знам дека си бил, кај беше Европски куп? Да. Во Берлин. Берлин. И тоа беше Европски куп за, што знам, клубови или каква репрезентација беше таму? Како репрезентација? Ама ти беше единствен од кавадарци. Да. И што направи таму? Па, Ај сега ќе кажеш, и ти чекаеш, и ти ја првата изгуби. првата изгуби, да. Се првите ги губат, ама после, кога се наапат кавдарчани, првата борба уопште, не сега збориме за Берлин, првата борба уопште, и неа ли ја изгуби? Уопште? Уопште, Не. што се имаше спаднато да се бори. Прва победи. Првата победи, а? Да. Добар си. Значи ти си најдобар од овие останатите джудисти тука. Да. Благица изгубила, Анастасија изгубила, таткото изгубил, само ти си победил. Правата. Првата. Добро, сега, нормално е. Спортот е се состои од порази и победи. Кажи ми вака, што работиш у приватен живот, Ниш не работам, само со клубот се бавам. само со клубот. А имаш у план нешто од Германија, ако се јави нешто Благица, ако те собера нагоре? Па, не знам че. Ја, Благица да испрати веќе, толку е. Останувиш со клубот, Да. вие стариот ќе го избркте од клубот, доста му е веќе, ајде. Кон стар мајстор. Добро, он е стар мајстор, уште ли таму памет ќе ви соле? Мора, а? Или не смеј се ни тука? Мора некој да држи таму. Ами тоа сега ти ќе го менјаш. Некој пензија ќе го пратиме. До година, 20 години. Уште ли? До кај го Сега ќе продуиш ти натаму, наредните 20, па после Благица кога се врати од Германија и она ќе помогне. Анастасија кога се дојат Битола и она ќе помогне. Не ме праша вас двете. Чекај, и после него ќе го праша. Кога се омаиште, дали ќе продуиште да се бавите со спорт? Со джудо? Може би. Ако каже момчето нешто, одма Нека мисле. нека му мислат. Јас ќе продолжам. Тебе не те прашувам. Знам таму, не смеат да прозборат, ни Аниба да кажат. Димче, колку члена екипа патувате на државното до Недла? Знаеш отприлика? 9 мислам дека сме за година. Тоа се јуниори, сениори или како? Не само сениори. Сениори и пионери. И пионери. Да. Значи, ќе одат и овие Петрови, Да. Се борите по-голема категорија. у кадетска. Од кадетско до сениорско ќе се борите. А они од кадетско сениорско се борат. Да. А пионери? И ми пионери. Росоманци колку има? 5 се мислам. 5. Прошлиот пат колку беа и колку освоија? 3 од 3 беа прошло. 3 од 3. Сега 5 од 5. Ајде. Добро, па после ќе викне градоначалникот малку стално ќе рече, еве ги вие нашите росомански деца да видат Соме, да. дека можат и росоманчани да постигнуваат успеси. Да. Ваа тројка, убава тројка, ама вака за намаса без микрофони и тие работи. Така ли? Анастасија од 2 чека да кажам толку е. Димето од 2 чека да се врате наму на работни обврски. Благица вика, ајма миша од Германија, само да не ја лафе више од Германија. Фамилија Колеви. Тие стариот го видоте, ева иднината, еден е сигурен, како беше на фиксна у кладилницата, една, кад си дојде од Битола, може, ама ако заврши у Германија, ако си дојде, и няма гледаме сигурно. Меѓутоа, до тогаш, как се вика тоа на поштата ќе те пратиме да ги залекувиш на бањата прачиме у Германија, колената да ги залечиш. Добро. Татко ти сака до година да земе Балканијада во Кавадарци да прославе 20 години. Толку сме за помош сигурно. Не за помош сега, треба злато се освоја на Балканијада. Сега, Димито, секој се бори, секој ќе освоја. Сега, ви женските треба
Да го објавите Кажемо ово најдобро светло. У најдобро светло, Да. не? Така. Да сте ми здрави и живи, тебе ти посакувам да замине за Германија, не за друго, да видиш дека не е ништо поразлично од тоа. Диме да спредуиш, тие децата да те слушат, кој не те слуша, учиш. Нема више шамари такви работи, шлапања. Да. Предпоставувам дека тато има нек беше манато вака како го шутне велјано. Анастасија, да се ги завршиш тоа што учиш, после што сакаш да си продолжиш тоа. Фамилија Колеви. Втор дел, ова беше под младокот, сениорите веќе ги видовте. Да сте ми здрави, живи, се гледаме во некое следно издание.